Министерството за труд и социјална политика подготвува нов закон кој се однесува на вработувањето на лицата со попреченост, Националниот регистар на лицата со попреченост и комисиите за функционална проценка на нивната работоспособност, за да можат да бидат вклучени на пазарот на трудот. Ова го изјави министерката за труд и социјална политика по средбата која што направија со представници на лицата со попреченост за потребите на нив, на пристапот до помош, поддршка, лична асистенција во нивните домови, како и овозможување еднакви основи со останатите граѓани да бидат вклучени во општествениот живот. Имајќи го во предвид дека 3 декември представува Светски ден на лицата со попреченост, се договаравме на кој начин и со кои заложби ќе излеземе како заедничка задача за да го олесниме пристапот до нивните права, до можноста за вработување. Говоревме за новиот закон кој што Министерството за труд и социјална политика веќе почнува сериозно да го подготвува во делот на вработување на лицата со попреченост, Националниот регистар на лицата со попреченост, меѓутоа и комисиите за функционална проценка на нивната работоспособност за да можат да бидат вклучени на пазарот на трудот. Тоа се теми кои што се реалност во нашето општество и ние како Министерство во изминатиот период со оваа последна социјална реформа навистина направивме сериозен исчекор адресирајќи ги нивните проблеми. Во делот на додатоците, она што представува паричните права на лицата со попреченост, во делот на додатокот за посебен додаток на младите лица до 26 години, во делот на личната асистенција како начин на нивно вклучување во општеството, говоревме и бараме начини како тоа во иднина да биде во што поголем опфат. Министерката посочи дека изминатиот период заеднички се покренати и прашања за имплементација на Конвенцијата за лицата со попреченост во членот 29, за нивната политичка вклученост во процесите на избирање да бидат бирани и да имаат пристапност до гласачките места, процеси кои се приближно предвижени. Во процесите на избирање, да бидат бирани, да имаат право на глас и пристапност до гласачките места, мислам дека тоа се процеси кои што ги придвиживме од онаа нулта точка и остануваме и понатаму заедно со лицата со попреченост, не само со Полио Плюс, туку со сите во државата да ги решаваме овие прашања. Многу е голема бројката според Светска здравствена организација на лица со попреченост, 15% од општата популација во светот, што би значило некаде во нашата земја бројка меѓу 270 и 300 илјади граѓани. И од тука ние како одговорни носители на политики заедно со нив ќе правиме се за нив, меѓутоа не без нив. Представниците на Полио Плюс посочија дека заедничката соработка продолжува, особено во делот на експертиза од нивна страна со цел создавање систем на градење приоритети кои се од клучно значење за лицата со попреченост.